sve došlo i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina na žedni mu davam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Knjiga Mudrost Solomonova, 17. glava, se bližime pri kraji. So ova druženje so Solomon. So Solomonskото решение dajte mi meč. Dajte mi meč da je presečам Македонија. Знаете. И ќе се покаже дека тие ќе му дадат меч, бидејќи тие што сака да ја пресечат не е нивна. Те сакам Господи Исусе Христе. Египет и Израилот. Египет, значи телесниот свет, земното царство, и Израилот кој излегува од земното царство и го носи Божиото царство, го објавува Божиото царство, избраниот народ. По Аврама и по Мојсеја, големи се и недостижни. Татко мој зборува низ мене, нека секое слово, секој збор ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Не можам самиот. Големи се и недостижни твоите судови. Господи, татко мој, големи, затоа непоучените души паднаа во заблуда. Овој свет тука зад мене. Непоучени во заблуда, си живеат по свое. Јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. Знаат што е добро и зло. И затоа си избркани од рајот и се смртни. Градат вавилонски кули да стигнат највисоко. Сакаат сатански да бидат над другите, да се здобијат со име. Оти беззакониците, затворениците на темнината, беззаконици, затвореници на темнината и заробеници на долгата ноќ. Значи тој зборува кој врви по мене Исус, нема да биде во темнина, ќе има светлина во животот. И затоа им вели, вие сте светлината на светот, зашто овој свет зад мене е во темнина. Кои беа намислиле да го измачуваат светиот народ, се зборува за Египет и израелците, затварајќи се во своите куки, се криеа од вечната промисла. Која? Се кријат од Бог, од Создателот, мислејќи дека со тоа се сокриваат нивните тајни гревови. Тие под темниот покрив на заборавот се рассеале, силно преплашени од привиди и беа избезумени. Кога човекот ќе се разболе, кога ќе падне болен, кога ќе се материализира гревот, не љубовта, знаете, тогаш тој разбира дека не се создал самиот себе, дека не може самиот, дека силата, царството и славата се на семокниот Создател. И тогаш почнува да гледа разни состојби кои се внатре во него. Состојбата на нељубов која предизвикува цел еден серијал, зашто и во најскришното место на темноини, зашто и во најскришното место во кое се затвора не ги избавуваше од стравот. И потоа добиваш штраф од смртта, дека ќе паднеш, ќе умреш. Но околу нив страшни звуци се огласуваа и во ужас ги доведуваа и им се јавуваа страшни чудовишта со грозни лица. Значи, Израел сака да излезе од светот, фараонот не им дава и се материализира тоа што го прави кон израелците. Знаете, се материализира, без разлика дали се тоа видливи или невидливи состојби, дали се внатре во тебе, во твојот ум, во душата и во срцето. Никаква огнена сила не можеше светлина да им даде, ниту светлиот болскот од звездите не можеше да ја осветли, не можеше таа темна ноќ. Затоа тој вели,
кој врви по мене Исус, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Дали ти врвиш по Исус или седиш некаде, си дознал за Исус, спасен си и си дремеш. Исус вели, поидете, ќе ве направам ловци на луѓе. Одете и по целиот свет проповедајте го Евангелието. Ти имаш работа. Дали работиш за Царството Божјо? Или си дојден овде на одмор на земјата? Те сакам, Господи Исусе Христе, им се јавуваа така сами од себе. Ја зборува состојбата на неверниците и на египјаните, оние што веруваат во земното царство. Запалени клади, полни со ужас. И кога виденијата исчезнуваа, значи имаме виденија во темнина и виденија во Исус. Ти се јавува ангел или Исус ти зборува, или гледаш зверови. Од страф избезумени и од она што веќе не го гледаа, го замислуваа многу погразно. По извесен период ќе се наполниш со зло и не можеш да го поднесеш самото себе. Стануваш копренус коматус. Ѓубретарка се вика една печорка. Стануваш собственик, сведок на собственото ѓубре, на собствениот неспокој, на собствената мраза, на собствениот нељубов внатре во срцето ти. Паднаа лагите на волшебното знаење. Египјаните нели со магови, лаги на волшебно знаење. И овде во овој свет има многу знаења, беззначајни, вештини. Сите тие се дар од Бог, од Создателот. Тој создал се. Но дали ти ги употребуваш за себе, си ги закопуваш во земја и ќе ти биде земено и тоа, или од нив правиш 5, 6, 7, 8 градови. Затоа што работиш за Царството Божјо. Те сакам. Господе, пофалбите со мудрост, пофалби со мудрост, на подбив се изложија. Зашто оние што беа ветувале дека од страдната душа ќе ги прогонат ужасите и стравовите, исцелители, и самите страдаа од смешна стравопочит. Има видено многу луѓе на пониско ниво, кои верувале дека помагаат, на крај завршуваат со болест. Им се случува нешто. Кога Исус не е на почетокот и на крајот на дејството, ти не работиш за Царството Божјо, зашто Твое е, Татко мој, Царството, силата и славата се Негови. Ти немаш ништо, ти си создаден како што Македонија е создадена и запишана во Божјиот катастар, во Божјото Слово. И сите што се против Македонија ќе го доживеат токму ова. Еве, токму ова. Иако никаков страф не ги плашеше, но прогонувани од движење на отровни змии, шушкање на страшни влекачи, тие умираа од страф, плашејки се дури и од воздухот, од кој никако, никаде не може да се избега. Можеш ли да избегаш од воздух, дух, и од духот не можеш да избегаш на нашиот семоќен Отец, кој е се присутен, бидејќи самиот живот во тебе е вдахнатиот дух од него. Тоа е мало пламенче, кој треба да се разгори, да осветли, да изгори, да распепели се што не е од Исус во тебе, да се осветиш, а потоа да тргнеш и да работиш за Царството Божјо, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да исцелуваш како Исус, да ја дадеш својата душа за браќата како Исус. Зашто безбожништвото е плашливо, со своето сведоштво се осудува, злото секогаш го зголемува кога ќе почне совеста да ти измачува. И знаете, ќе дојде момент кога сите твои греови ќе се појават. И во еден момент не можеш да ги поднесеш, зашто пламенчето самиот живот ќе почне да осветлува колку толку. Да ги гледаш во себе, низ себе, во срцето и во душата. Си од степен на нељубов. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Стравот не е ништо друго туку лишување од помошта на семокниот Бог, што ја дава здраво размислување. Ти мислиш самиот дека можеш. Јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото, знаеш што е добро и зло. Изгонет си од рајот. Каин го убива Авела и тоа е тоа проклетство. Колку Каини, колку Авеловци се убиени.
откако Адам е изгонет од рајот. О, неразбрани галатјани, колку е помала внатрешната надеж, толку поголема бива замислувана непознатата причина од која произлегува маката. Причината е позната, степенот на твојата нељубов, степенот дека не го љубиш својот ближен како себе си. Не љубиш, излезен си од законот на љубовта, што правиш кон другите ќе ти се прави. Сите твои помисли на нељубов ти се случуваат. Те сакам, Господи Исусе Христе. И тие во таа навистина неподнослива ноќ. Целиот живот на земјата е темнина, излезена од драбините на страшниот пекол. Пекол е состојба далеку од очите твои, далеку од семокниот Бог, во крајна темнина, плач и крцкање со заби, свесен, а безпомошен. Свесен, а безпомошен за степенот на својата нељубов. Те чекаме со Исуса Христа, со ангелите, да се покаеш и да речеш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, прости ми, се покајувам за секој грев, им простувам на сите, се покајувам за гревовите на моите предци. Дојди во моето срце и помогни ми, Господе Исусе Христе, ја прифаќам Твојата волја, и го барам Царството Божјо и нема да собрам да повторувам: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Нека ти биде според верата. Амин. И така, час бивали измачувани од страшни привиденија, час расслабувани од очајание, затоа што ги напаѓал ненадеен страв. Зборуваме за Египет како категорија. Тие што ги гонат избраниците во Исус и израелците, и така таму кој каде што се нашол бил затворен во темница, кој врви по мене. Ако светлината што е во тебе е темнина, каква ли ќе е тогаш темнината, вели Исус, и ти си во темнина, долина на сенка смртна, на темнина, земјата каде што си сега. Дојден си овде да го избереш Исус, да викаш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, да научиш да ги љубиш сите, да работиш за Царството Божјо, да станеш слуга Божи, па сотрудник Божи, па пријател Божи, па сонаследник Божи, па син Божи, и земјоделец, и пастир или тежок работник, далеку во пустиња. Ние сме во пустината. Израелците 40 години се во пустината и мрмора тоа што го зборуваат, тоа ќе ви го дадам, и изгинаа во пустината, малкумина се спасија. Ние сме тие израелците во пустината и ќе изгинеме затоа што тоа што го мрмориме, мислиме, тоа ќе ни го даде. И малкумина ќе се спасат. Не плаши се, мало стадо, ви се дава Царство Божјо. Барајте милостина, давајте милостина од вашата ризница. Зашто сите беа врзани со едно јаже, на темнината сте врзани. Сатаната ве сее како пченица. Немате сила да се одврзете, затоа Исус ви дава двоостар меч и меч на духот. Да ги раскинете прангите со кои сатаната, телесната природа, ве врзал за овој свет. Да оставиш се земно и да врвиш по Исуса Христа. Амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ветар ли бучи во вашиот ум? Или меѓу густи гранки милозвучен глас на птичка се слуша, па не можете да разберете? Вода ли тече брзо и бучно, или камења паѓаат со голем трескот, па не можете да го видите, да слушнете, да разберете, да се покаете? Дали тоа животни трчаат и скокаат, да не се гледаат во тебе, пријателе? Или најсвирепит зверови рикаат, сатаната оди околу вас, рика како лав, сака да ве проголта? Или се слуша одглас на планински длабини? Сето тоа те престрашува и истоштува и не можеш да слушнеш што ти порачува семокниот Бог или некој пророк или негов работник на светлината, кој ти вели: дојди во моето срце и помогни ми, Господе Исусе Христе, кој ќе повика кон твоето име ќе биде спасен. Повикај го Исусе и биди спасен, брате и пријателе. Зашто цел свет беше осветлен со јасна светлина и без пречки ги извршуваше своите работи.
Кој е тој свет? Свет, бидете свети како што јас сум свет. Само наднив на тие што го гонат Божиот народ, што хулат. Беше распослана тешката ноќ, слика на темнина. Пазите, тоа е слика што понекогаш ќе ги опфати, но тие сами за себе беа тобар, потежок од темнината. Оти сам си. Ако светлината што е во тебе, самиот живот е темнина, сакаш да ја затемниш, каква ли ќе е тогаш темнината? Ние зборуваме за припадност на Исус Христос, да му предадеш се, да почнеш да служиш, зашто ние сме во војна за души, да бидеш дел од молитвената Исусова војска и да спасуваш души, да бидеш ловец на луѓе, а за твоите свети, татко мој, имаш најголема светлина. Оние, слушајќи им го гласот и не гледајќи го нивниот лик, блажени ги нарекуваа. Ти можеш да бидеш блажен уште на земјата, ако оставиш се земно. Да оставиш се земно значи да се оставиш себе си. Себе си да се оставиш на крстот, да почнеш по духот да живееш. Духот да те води, за да бидеш син Божи, кој го води Духот Божи. А за она што порано беа навредувани, од нив и не им се одмаздуваа простет и ќе ви биде простено. Им благодареа и ги молеа за прошка, што ги присилувале да страдаат. На израелците им даде огнен светол столб и јас сум израелец, за да им биде водач по непознатиот пат. Благо сонце за среќно патување по тесната патека што води кон животот на нашиот семокен Бог Исус Христос, кој запишал во животот слово Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски, а неговото слово не се враќа празно. И се најдоа незнабожци околу нас, египјаните, бугари, срби, грци, албанци, НАТО и Европска Унија. И велат, нема македонци. И тие градат Вавилонска кула. И наскоро ќе им се измешаат јазиците и се во ова што е запишано за египјаните ќе им се случува ним. И тебе, брате и пријателе, ако си дел од оној што повикуваше дојди во Македонија и помогни ни од македонците, а немаш љубов, осудуваш, мразиш, светлината што е во тебе станува темнина. На израелците им даде огнен светол столб. Египјаните беа заслужиле да бидат лишени од светлината и во темнина затворени, затоа што немаат љубов, затоа што ги беа држале затворени твоите синови, во овој случај македонците, преку кои на светот требаше да му се даде вечна светлина на законот, бидејќи тој вери дела 15, мислам 14, кој вели ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, неговото име. И то потоа апостол Павле го сонува македонецот. Значи преку нив да им се даде вечната светлина на законот. Законот е се она што им го правиш на другите, ќе ти се прави тебе. Затоа ти е потребен Исус да дојде во твоето срце, да те научи да ги љубиш сите, да те научи да им простиш на сите, да те научи да не осудуваш, да те научи да се покаеш, да бидеш исцелен, да те научи со тврда вера да се спротиставиш и да ја прифатиш Божјата волја во твојот, во мојот живот. И да го бараш Царството Божјо, откако решија да им ги избијат децата на светите луѓе, макар и да спаси едно потврлено дете за казна, ти им одзеде многу деца, нив самите ги погуби во голема вода кога израелците поминаа по морето, египјаните се издавија. Во овој случај, те сакам, Господи Исусе Христе, се што правиш ќе треба да отплатиш. А таа ноќ однапред им беше јавена на нашите татковци. Слава ти, Господи Исусе Христе, та знаејќи ги ветувањата, му поверува Аврам на Бога и се нарече пријател Божи, во кој верува спокојни да бидат. Твојот народ го очекува сега спасението на праведните, загинување на непријателите. Но ние зборуваме за состојби. За состојби. Слава ти, Господи Исусе Христе.
Slava ti, Gospode Isuse Hrisте, te сакам, Исусе. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, како се застанува пред Исус. Слава ти, Исусе. Како се застанува пред Исус е важен момент. Еден ден кога ќе се представиш, кога ќе заминеш со телото, со душата секако ќе застанеш, но денеска можеш да застанеш сега, да му дозволиш да се насели во твоето срце, да примиш дух, сила од озгора, да станеш син Божји, да бидеш ловец на луѓе, да работиш за Царството Божјо. Како се прима Исус во срцето? Како се прима Исус во срцето? Доаѓаш на крстот. Како да се родиш одново е битно прашање. Како да се родиш одново? Па треба да умреш стариот, да се откажеш од себе си, да се оставиш тихо, се оставам на крстот Исусов. Исусе, дојди. И доаѓа ситуација. Некој вика колне мава, те плячка. Спушташ гардот и велиш, Исусе, помогни ми да го љубам овој човек, и потоа ќе почне твојата природа чекор по чекор. Лице в лице, срце в срце со Исус Христос. Чекор по чекор. Твојата природа од нељубов да се менува во љубов, да расте духовниот, скриениот човек, внатрешниот човек. Да се намалува телесниот, импулсивниот. Како се прима Исус во срцето? На колена. Прости ми, татко. Погрешив пред тебе и пред небото. Свесност за несовршенство. Дојди, Исусе. Се покајувам за секој грев, за било која мисла, збор, постапка со која сум издегол законот на љубовта и живеам по око за око, зап за зап, што сум правил, тоа ќе ми се прави. Дојди во моето срце и помогни ми. Научи ме да им простам на сите и простувам. Да не осудувам. Научи ме да ги љубам сите како што ти не возлюби. Како што ти не возбуди. Еве вака слегуваат слова. Возам со колата од Мавро, тап застанав, насред пат пишувам. Господи Исусе Христе, слегува во духот. Те сакам, Исусе. Знаете, имав една случка пред многу години. Имав тоа чувство дека постои Бог. Одев по православните цркви, палев свеки, ги посетував сите манастири, дома имав не знам колку, сите икончиња мали, свети овој, свети оној, свети таков, свети ваков, свети тој, свети оној. И одам во Свети Наум пред многу години. И нели има во манастирот во Охрид, тогаш бев православен. Знаев дека има Исус, дека ме води некоја сила, дека и словата што ги пишував пред да настапувам, да играм, викав, отвори ми ги словата Боже, и доаѓаше сила. Но не бев свесен за друго. И на гробот на Свети Наум тој ни објаснуваше дека кога ќе оставиш увото се слуша биењето на срцето на светецот, што е на пример една приказна која поттикнува. Значи дали удираат брановите долу, прашање. Јас зборувам за срцето на Исус денес. И тогаш се помолив таму, не за себе, за својот народ. Добриот пастир ја дава душата своја за овците, слеговме доле, си ги замив очите во една црквичка доле и имам диоптер -5 и -4 и прогледав. Со мене беше доктор гинеколог и двајца психијатри во колата, доктори беа се. Мојот братушот, неговата сопруга, еден колега од Дебар. И така кога ме возеа од Охрид за Дебар, јас гледав, читав се без наочари. И тоа траеше, па не знам, 24 часа. И се јавив тогаш кај тетка Мира, која ме воведуваше во овој духовен свет, иако не беше комплетно во Исус. Та ми рече, само немој да се сомневаш. Јас пред да заспиам реков, дали утре кога ќе се разбудам, ќе гледам. Кога се разбуди, веќе исчезна. Значи, нека ти биде според верата. Видете, ние зборуваме за отчитување, да прогледаш. Да ја дадеш душата своја за браќата, влегуваш. Како се прима Духот Свети? Како да останеме во Неговите слова? Не во нашите слова, во Неговите слова. Он да зборува низ нас. Значи, Исус е исполнет со сета Негова полнота. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господе. 14 откровение. Тој зборуваше со висок глас. Имајте здраво почит кон Бога, кон Отецот, и подајте му слава. Славата е Негова, зашто настапи часот на Неговиот суд.
Те сакам, Исусе, и поклонете му се на оној кој ги создал небото, земјата, морето и водните извори и другиот ангел дели падна Вавилон, што ги напои сите градови со своето блудство. Друга категорија. Мислат дека се во Исус, не се оставил на крстот, не умрел стариот човек, не го прима тој процес, мисли дека е крстен во Свети Дух. А дали имаш сила, дали си болен, дали исцелуваш, дали има отчитување, дали му служиш на Исус и мислиш своји мисли, своји зборови, со песни, ора со цитати, или си слово на своето сведоштво, е добро прашање. Дали си се оставил себе си на крстот Исусов, е важно прашање. Сите се држат до своето, а не до она на Исуса Христа. Тоа е христијанство и никој не ме подучува како се прима Духот Свети, како умира стариот човек, како да бидеш новороден, како да се родиш во Исуса, е суштинско прашање. Тоа понекогаш е подолготраен процес на умирање на стариот човек, кога гледаш колку си несовршен, колку малку љубов имаш, колку си себелюбив, што се има во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Како се бара, тој вели, барајте го Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. Но како се бара Царството Божјо? Дали работиш ти за Царството Божјо? Или работиш само за себе си? Колку денови, колку минути дневно? Работиш за Исус, колку работиш за себе си? Кога те боли нешто, дали одиш на доктор или на Исус? Во кого веруваш и во кого имаш доверба? Ето тие се тие што слегува, одеднаш почнува да слегува и само ги запишувам. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Ти благоравам. Целото писмо, 2 Тимотеи 3, е од Бога вдахновено во дух и полезно е за поука, за казнување, пазете, поправање и поучување во праведност. За да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Значи ти треба да си усовршен, подготвен за добри дела, да му дозволиш да те обликува, да го слушаш тој што ти зборува, да не постапуваш импулсивно, да се оставиш себе си, да ги љубиш сите. Слава ти, Господе Исусе Христе. Не е доволно да одиш во црква еднаш неделно, еднаш месечно, да вапцаш јајца, да рипаш во реката, да пееш песми, да цитираш цитати на интернет. Дали си ти жив камен во неговата духовна црква? Дали ти си храм или само одиш во некој храм? Тогаш ти не си храм. А овде вели дека ти си храм на Светиот Дух и Исус живее во тебе. Дали Исус живее во тебе? Дали си го отворил твоето срце и си го повикал со Отецот да направат сокровиште? Дали имаш љубов за сите? Дали прости на сите? Дали не осудуваш? Дали си покајан и се покајуваш? Дали дозволуваш Он да зборува низ тебе? Дали ја бараш Божијата волја и Царството Божјо? Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали се што работиш на почетокот и на крајот почнува и завршува во Исус? Или работиш за себе, а мислиш со умот дека си во Исус? Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто кога Духот ќе дојде во тебе, овде вели, мене, не тебе, не некој таму служба, не некој пастор, него ќе го прослави. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. За секогаш љубов. Амин до Божје Царство Небесно. Исус напред ние по него. Господи Исусе Христе, предавам се што имам во Твои раци и Македонија ја предавам во Твои раци да остане такво како што си ја запишал Ти. И те повикувам, како апостол Павле што го сонуваше македонецот, дојди во Македонија и помогни ми, нема да сопрам да те повикувам, дорека не дојдеш во Македонија и ни помогнеш, армакедонската битка, армакедонските слави, второто Христово пришествие. Амин до Божјо Царство Небесно. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово. Амин.
što i nema strah ni tu sa smrta.